Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Кавадарци на Теквешкиот регион, денеска заедно со лозарите го празнуваме и славиме виното и животот. Под покровителство на Свети Трифун, заштитникот на лозарите, ги закроивме лозјата во Кавадарци, Неготино, Демиркапија и на секаде низ нашата убава земја. Заедно се радуваме на почетокот на новата лозарска година. Го славиме нашето македонско вино, нашиот бренд, по кој сме познати и почитувани во светот. За да ги направиме нашите вина и винската индустрија уште поконкурентни во светски рамки, презедовме и обврска да вложуваме во лозарството. Годините на неизвестност за лозарите до 2017 година завршија. Нашата долгорочна цел е сигурно производство и откуп на грозјето. Цената ќе ја формира пазарот, но владата ќе создава услови и ќе создава амбиент за стопанисување да биде поповолен и за лозарите и за винариите. Решивме долгогодишниот и наследен проблем што го имаа лозарите. Оваа влада го исплати долгот што винарските визби Повардарие и Стефани и другите го имаа кон лозарите за производството за 2014 и 2016 година. Вкупно по овој основ исплативме 100,5 милиони денари и исправивме една голема неправда која што им беше направена на сите лозари од овој регион. Во изминатите 2 години лозарите ги добиваат основните субвенции на време, односно пред почетокот на новата производствена сезона. Пред неколку дена се исплатија близу 583 милиони денари на 15.784 лозари за основна субвенција за одржување на лозовите насади. Овие субвенции ги исплатиме пред почетокот на новата реколта, за да можат лозарите да ги вршат сите потребни агротехнички мерки на лозовите насади. Средствата кои што се инвестиција за ново производство, за квалитетно гројзе, за производство на нашето познато македонско вино, годинава ја продолжуваме поддршката за лозарството како наша извозно ориентирана гранка. 20% повисоки субвенции за лозарите со развоен капацитет или 48.000 денари по хектар и 12.000 денари по хектар за промена на сортиментот. Во изминатите 2,5 години, секогаш кога беше потребно, преземавме соодветни мерки со единствена цел – лозарите да не трпат загуби. Минатата година се воведе нова дополнителна субвенција за килограм предадено грозје во регистрирани винарници во износ од 2 денари за килограм. Оваа субвенција ќе биде намената не само за винските сорти Вранец и Смедеревка, туку и за сортите Кратошија, Станушина, Бургунденц Црн, Жилавка, Кавадарка од реколтата во 2019 година. За прв пат оваа влада ја воведе мерката зелена нафта за да им помогне на лозарите да имаат порентабилно производство. Картиците се поделија минатата година и лозарите веќе ги користат. За модернизирање и развој на оваа гранка ќе инвестираме и преку инвестициите и преку мерките од ИПАР 2 програмата. Мерката инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства нуди можност 60% конфинансирање од висината на инвестицијата за подигнување на лосови насади и набавка на систем капка по капка. Во ИПАР 2 и мерката која нуди 50% кофинансирање на инвестиции за изградба на винарници, набавка на опрема и друго. На самиот крај, дозволете ми уште еднаш да го честитам овој наш голем празник, Свети Трифун, да посакам уште многу години да го славиме, да го одбележуваме, уште многу години да ја негуваме традицијата на лозарство овде во Тиквешијата, да бидат сите граѓани живи, здрави, од година во година се позадоволни и со родот и со цената. Благодарам уште еднаш, нека е за многу години.